Денес е Божик, еден од најголемите христијански празници, каде што го славиме раѓањето на Господа Спасителот. Имено кога дојде време Мајката Божија да го роди Месијата, тие заминаа во Витлеем по наредба на императорот да се попишат, но бидејќи немаше место каде да преноќат, единствено во една пештера, каде што пастирите ги чуваа својата стока, таму тие најдоа за солниште. Звездата, која патеводителка која ги водеше и го покажуваше местото каде се роди младенецот, го озаруваше целото место и ангели Господови се појавија на пастирите кои седејќи кај своите стада ја слушнаа песната слава на Бога во височините, на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Мајката Божија го роди младенецот, го пови, го положи во јасли како слуга, иако е цар на светот, цар и на небесата, но ете дојде како слуга со смирен лик и облик. Мудреците дојдоа, му принесоа дарови, следејќи звездата која го најавуваше местото на неговото раѓање. Христос се роди за нас да не соедини со Бога, да не измири со Бога, да ни го покаже патот на спасението, бидејќи чашата, како што велат светите отци, се прелеа од прегрешенијата на луѓето и затоа Бог, како што и вети при првородениот грев на Адама, дека нема да го остави, но ќе дојде време кога ќе го испрати спасението, а тоа е Синот Божи, кој дојде и прими човечки облик и да биде со нас, да не поучи, да ни направи чудеса, да не ги исцели нашите рани, нашите слабости, нашите болести и телесни и духовни, дојде во светот, проповедаше и на крајот беше раснат. Еве рождеството негово токму е почеток на спасението на светот, каде што и ние сите заедно се радуваме и веруваме дека Господ, Бог, ова година ќе биде милостив спрема нас, но и ние, нашите срца да ги преумиме од закоравеност и од жестокосрдечие, во љубов кон ближниот, во љубов кон Бога и кон сите луѓе. Христос се роди на многу години и нека ни е благословено новото 2025 лето Господово.